Добро вечер со уште едно издание на Дие за памче со Мими Мирчевска, емисија што секога сакаме да имаме едукација, но и подобро здравје. Вечерва со нас е доктор Васка Митова од Клиниката за психијатрија. Докторка, може ли накусо на почеток одма да кажеме каква оценка давате за психолошкото здравје во Македонија? Пред се благодарам за поканата. Добро вечер до сите. Малку е лошо да се генерализира, нели? Не можеме да дадеме оценка за сите, но може да сме подобри. Може да сме подобри, да. Средна оценка секако. И може да сме подобри. Јас сум оптимист дека секогаш можеме да дадеме нешто повеќе од себе и да сме подобри денес од вчера, односно утре од минатото. Некако тоа денес од вчера подобри, генерално еве кога се движиме, возиме автомобил, најчесто тоа е во автомобил кога седиме и разгледуваме околу нас, некако се почесто гледаме замислени луѓе кои зборуваат на телефон, кои се нервозни. Зошто сме такви? Зошто станавме некако нервозни, некако нетрпеливи? Што е причината? Се чини дека тоа е како белег на денешницата. Ако можеме да го приметиме, истото и јас го приметувам, нели, секој ден во сообраќајот, дека се повеќе и на тој начин да речеме се покажува и една латентна агресивност што ја носиме во нас како одговор на некакво незадоволство. Дека брзаме во таа трка да стигнеме на време постојано, секој ден без разлика кога тргнуваме, нели се случува гужва во сообраќај и може да биде непријатно доживување, но од друга страна од нас зависи дали ќе пуштиме радио во кола, дали ќе ни се погоди некоја песна, па можеби и да запееме наутро. Секако времето на чекање и онај нели тек на сообраќај ќе секако нели тоа време ќе помине, но дали ќе биде пријатно или ќе биде посветено нели во некаква загриженост, дали ќе стигнеме на време, тоа може да биде и личен избор. Кога сме кај личниот избор, како да бидеме онаа позитивната страна? Еве, почнавме еден разговор од утрината, сообраќај како се стигнува на работа, како да останеме сите позитивни. Дори многу е симпатично, па и кога се позитивните луѓето во сообраќај, еве постои нели една култура, па и да пуштите некого да помине пред вас. Апсолутно, гледаме секојдневно и култура, но и некултура во сообраќајот. Таа некултура нормално дека не иритира нас кога нели има одреден ред и некој сака да се пикне преку ред. Јас некогаш пуштам, некогаш не пуштам, бидејќи секако чекам во редица долго време, но мора да се навикнеме да ги следиме правилата. Тие правила не за џабе се поставени, ги има во секоја културна земја, така и во нашата, нели, ние целиме кон една, гледаме кон западот, како функционира таму. И ако истите ние сме тие, кои што кога ќе отидеме на запад некаде, кога ќе сме во сообраќај, ако знаеме таму да почитуваме правила, да имаме трпение, да знаеме да застанеме, да не правиме прекршоци, јас многу верувам дека можеме истото тоа и тука да го постигнеме. Да бидеме малку повеќе насочени кон толеранција, затоа што навистина некогаш се случуваат ситуации кога навистина некој брза и треба брзо да стигне. Има сериозни медицински состојби каде што времето значи практично многу, да земеме некогаш нели да не осудуваме веднаш. Најчесто прво е тоа леле види го овој видеа оваа како сака да се пикне, но некогаш можеби станува збор за некоја постара личност која што можеби нели поразлична перцепција има за сообраќајот околу нејзе. И да знаеме нели да имаме малце поширока толеранција, па и попустливост, зашто така ќе бидеме подобри во секој аспект. Сите овие карактеристики што ги наведовте, почитување правила, попустливост, толеранција, трпение, колку тие, да кажеме, непочитување на состојби стануваат кај вас да бидат идни пациенти? Дали се депримираат, дали стануваат агресивни? Како од еден животен тек може луѓето да го нарушат своето ментално здравје? Генерално може би да станува повеќе збор за едно можеби неприфаќање, нетрпеливост кон
општо се она што се случува околу нас. Да зборам, нели генерализирам сега, тоа се случува и кај нас, но се случува и на западот. Насекаде се зголемува стапката на анксиозност, на депресивност. Постојат системски нелагодности, да ги кажам, или неприфаќање на она како системот функционира. И тоа незадоволство се гледа во секојдневното функционирање и живење. Многу сме понервозни, веројатно од некој си пред 20 на години или пред 30 на 40 на години, генерално како луѓе имаме помалку трпение, помалку волја да чекаме на ред, помалку волја, нели, да едно со мирно време, мислам, со мир во душата и со спокој да стигнеме на работното место. Само една ситница на почеток на секое утро можеме. Ние еднакво време ќе потрошиме и во нервоза, но и со музика во душата, да кажам. Секако тоа мора да се, нели, да се исчека за да дојде. Но ставот наш каков ќе биде кон тоа, значи навистина. Не зборам за една патологизација само на ниво, нели, на расстройство, нели, на психички план. Не мора да значи дека ова забрзано темпо на живење дефинитивно, нели, ќе доведе до некое нарушување на психички план. Ова се гледа на едно колективно ниво, дека ние имаме една нетрпеливост, но и едно брзање за постигнување на многу амбиции во современото живење. Практично, како да времето поминува многу побрзо, тоа е, нели, она субјективно доживување па на многумина со кој што, нели, разговарам, но и генерално на целата, да речеме, популација. Се почесто се говори за депресија, за анксиозност. Колку често вие како доктор, дали се зголемуваат пациентите со депресија затоа што се повеќе свесни луѓето да доаѓаат на психијатар, или пак навистина има повеќе депресивни луѓе? Веројатно и двете. Едно е точно дека на светски рамки се зголемува, нели, дијагностицирањето, односно појавата на анксиозност и на депресија. Кога почнував на специализација, некаде беше втора депресијата по оневозможеност за работно функционирање. Веднаш по кардиоваскуларните болести. Сега веќе одамна се тие бројки поместени, односно веќе е водечки, депресијата е водечка по онеспособување, по работен дизабилитет, да се изразам, нели, на веќе, значи, се смета дека сериозно нарушува способноста на личноста да функционира на личен, семен и професионален план, да функционира во едно социјално обкружување. Ги следиме тука некаде светските стапки на развој на депресија и на анксиозност. Анксиозноста веќе се смета дека некаде околу 1/3, практично 30% според некоја, нели, глобална светска статистика, генерално од развиените земји статистика, што е значајна, значи клинички, кога анксиозноста ги исполнува критериумите за клинички да биде сигнификантна, или да може да се дијагностицира како тоа. За жал, се поголема е стапката на пораст кај младите, односно кај најмладите. Додека се смета дека повозрасните се малку порезилиентни. Таа стапка е многу во пораст дури и кај адолесцентите. Значи, кај адолесцентна возраст, рана возрастна, да речем, популација, која што најчесто, нели, ја гледаме во амбулантите, можеби и повеќе работам, нели, со таа, да речеме, возрастна популација. Најразлични, нели, се причините за доаѓање кон тоа. Западот ги следи сите овие трендови на пораст, нели, но ги следи и причините. Се верува дека дефинитивно имаат многу голем удел, односно огромно влијание врз порастот на анксиозност и на депресивност, појавата на социјални мрежи, на овие смарт телефони, каде што од неколку аспекти има негативно влијание. Не велам дека е само негативно, има многу позитивни елементи, нели, кај што можеме многу работи да научиме од самото употреба, нели, на екраниве, да кажеме, нели, на паметни телефони, компјутери и така натака. Но знае да има и негативно влијание, особено кај најнежните, а тоа се, нели, најмладите, кои што се уште ги депримира младите? Што е нешто го гледаат и го депримира? Мислам, прави една состојба на нешто што не е почнато, веќе, да кажеме народски, да не може да продолжи да живее, да нема никаква амбиција, да нема мотив.
има сериозни состојби, не можеме нели се да патологизираме дека нели сите млади се сега така. Се разбира дека постојат нели градации во она што го доживуваат младите, нели еден спектар на промени на менталното здравје. Многу фактори се во прашање. Едно е, например, таа значително застапена социјална компарација, нели? Затоа што, гледајќи наназад, не сме можеле порано да се споредуваме толку многу меѓу себе, а се она практично што го пласираме моментално на социјалните мрежи се најубавите, да речеме, периоди нели од нечие постоење, кога сме најрасположени, најнашминкани, на некакви екзотични места, патувања и така натака скапи, да кажеме. И сето тоа, една млада личност може да нема развиено доволно капацитети на справување и на соочување кога смета дека или нели на критичност која што смета дека сите други имаат поубав живот освен мене. Бидејќи ние негативните емоции кога ги доживуваме, кои што следат на одредена нели негативна појава, некој стрес, животен предизвик, немаме тенденција баш да ги споделуваме. И таа презентација по социјалните мрежи е нереална слика, истовремено како што е презентацијата нели на лична убавина, на ниво на да кажам нели на изглед. Затоа мислам дека некои платформи, не сум сигурна, или се планираше да исфрлат нели одредени филтри. Зошто? Затоа што најмладите ги користат тие одредени филтри затоа што се наметнува една погрешна представа за идеализирана убавина. И не треба сите да изгледаме исто, не треба сите да имаме нели тенок нос, голема усна, крупни очи, но за жал тоа има сериозно влијание врз менталното здравје на најмладите. Не само изгледот, туку и можноста, например, она што се нуди како сайбербулинг, например, како една, да речем, еден негативен призвук, што и да се случи денес, може да одекне таа негативна вест буквално со брзина на светлината. Порано и да се случило нешто лошо, ќе се приташка 1-2 ќе дознаат, сега може да дознае цело школо, цело училиште во вирално, нели како велиме, да стане нешто вирално и буквално да го дознае сиот срам за одредена личност, да се дознае буквално во еден ден. Може би за неколку часа. Имате вие такви што доживеале, да речеме, еве се случило нешто лошо, знаеме, се снимаат. За жал има негативни, сериозно негативни. Каков е профилот кога ќе дојде, еве, можеме слободно да наречеме дека тоа е и дете. Каков е профилот, колку е повредено, што му се случило, како реагирала средината, како родителите, што е тоа што најмногу го боли едно дете и како се решило да дојде да побара помош? Тука станува збори за свесност на родителите пред се, но има неколку ситуации. Аз генерално не работам со деца, работам некаде веќе, да речеме, со на возрастна популација, која што е нели над 18 години, но 17-18 години се случувало и од она што го знам од други ситуации, да практично се на некој начин демонизира некаква постапка на одредени деца, дури да се случува, например, лажно да се представува одредена слика, да се нели прилепува кон одредена личност. И замислете каква жртва е тоа. Какво доживување на понижување на една личност која што се гради, која што го ствара идентитетот за себе, која што се уште не е свесна толку многу за себе во тој развоен период кога се најкревки, најнежни и каде што значително е потребна валидизација од врсничката нели чувство на припадност во една врсничка средина. И наеднаш, например, дете да биде на некој начин окарактеризирано од блиските после џабе што ќе докажете вие дека не е тоа таа личност или дека никој не сака да слуша за убави што нешта. Во тој момент? Многу е битна поддршката и од родителите, но и од стручната служба. Значи има сериозни ситуации, имаме фантастични тимови на стручни служби по школите, кои што се обременети, оптеретени во последен период, бидејќи кога се постанувала нели пред 30 години, кога ние бевме ученици, немаше толку потреба нели од психолози, од педагози, бидејќи ги немаше овие проблеми кои што буквално со брзина на светлина може да се рашират. Да има нели сликање во тоалети, праќање на слики,
тоа е страшно она што го добиваме како информација дека се случува, понекогаш ви е тешко да верувате, но се случува. И затоа ја поздравувам иницијативата на одредени училишта да го ограничат пристапот на телефони, барем во училиште, од повеќе аспекти. Едно е дека ќе се намали ризикот од вакви појави и од вакво, да речеме, навидум наивно, нели, однесување, кое што може да има длабоки и сериозни последици на психички план. И од второ, од аспект на олеснување на младите. Кога знаат дека го немаат телефонот со нив. Значи, тоа е и меѓу часовите, нели, има одредени училишта кои што направија шкафчиња да се одложува телефонот или воопшто да не се носи во училиште. Децата се по-релаксирани, по-слободни. Ги ослободуваме од таа врзаност со телефоните. И трето, може би најбитно од се, им даваме можност за социјална комуникација, за развој на комуникацијски вештини, бидејќи на различен начин денес раснат децата. Самата комуникација на другарче, на врсник, не е можно да се створи ако постојано се на телефони. Има ситуации каде што викаат наставниците глава со глава ќе се удрат, одејќи од една училница кон друга училница, нели, за да стигнат на следниот час. Не зборат толку многу, не дека не комуницираат, ама комуницираат на еден многу површен, полесен начин, но за да се створат вистински пријателства, треба да има простор, да се остави простор за да се направи таа комуникација. Пријателства се ствараат и кога нешто ќе си споделиме, некаква емоција, нека е убава, нели, емоција, нека е, нели, некоја симпатија од другиот клас, нека е некаква тешка емоција, ми се случува тоа и тоа, малку ми е тешко деновиве. Да разговарат меѓу себе. На светско ниво се случува таа алиенација, односно тој различен процес на воспоставување на меѓуврснички релации. Се отстрануваат, поповршни се релациите. Најверојатно кога зборуваат ќе разбере дека никој никого и повредил, така? Апсолутно. Затоа што ние кога имаме комуникација вака очи во очи, ние имаме одредени неврони во нас, неврони кои што знаат да ја примат туѓата, ние сме така створени илјадници години наназад. Јас да можам да почувствувам на вас како ви е одредена моја реакција. И ако кажам нешто што ќе ве повреди, гледајќи ја вашата повреденост, јас би требало да го регулирам моето однесување. Односно, тука, нели, да ги поставам границите и да кажам, извинете, Мирјана, ова веројатно многу, нели, го кажав малку полошо. Но што се случува кога младите комуницираат генерално преку пишан медиум? Ја нема таа непосредна комуникација, ја нема таа емотивна, нели, можност за емотивна регулација. Не ја гледате повреденоста и многу е лесно така да навредите некој. И многу е полесно кога ќе се напише, дури да е конфликтна ситуација, отколку тоа да биде непосредно во разговор. Апсолутно. И тука се става едно поле на како да кажам, на сајбер насилство, односно насилство на социјални мрежи. Затоа што многумина се повредувани од тоа. Не мора да биде на социјална мрежа, може да биде, нели, во група на девојчиња, па навредуваат, нели, некоја друга другарка, па ќе исклучат од група, па пак ја вклучат во група, па после пак ќе пишуваат нешто. Мислам, таа непосредна комуникација е најважна и во учењето на критика, впрочем. А што е со повозрастните? Многу често, за жал, гледаме и суициди, но и гледаме дека и луѓе кои имаат и фамилии се едноставно се несреќни. Едноставно не може да продолжат. Имаат фамилија, имаат добра материјална состојба, некој ќе рече сиромаштијата ја прави депресијата, но дали е така? Дали само сиромаштијата и по плиток джеп може да ги направи луѓето да бидат депресивни? Ме потсетивте на еден познат актер, кој што во едно интервју има кажано: посакувам сите да се милионери или да се славни и да се богати, за да сватат колку тоа не е битно. Најчесто не знаеме што, најчесто не го цениме доволно тоа што го имаме. И секогаш сме во некоја тенденција, нели, да сакаме повеќе. Иако тоа може да биде, нели, економската ситуација значително да обременува психичката состојба на личноста и кога се стварно неповолни економските услови да доведува до да биде еден голем ризик фактор кон појава на депресија. Но депресија може да се појави и без тој
ризик фактор. И кога навидум, нели, се некакви идеални услови, значи може различни причини да доведат кон, нели, кон одредена депресивност, но може да биде и само тоа велиме ендогена депресија, кога се во ред, нели, кога имаме фамилиарни, уредни функционални односи, солидни, нели, економски примања, но повторно да има одредена депресивност. Ќе го споменам тука и Виктор Франкл, кој што многу го сакам, кој што од пред 20-тите години, да речем, од пред 20 години зборувал дека живееме во време на екзистенцијален вакуум. Може би уште повеќе од тогаш, сега би рекла дека е тоа присутно, кога практично имаме многу материјални нешта, но некако се чини дека ја губиме смислата и целта кон тоа, кон сопствениот живот. И човекот е битие кое што треба да биде подложено кон нешто повисоко од себе. Значи да целиме нешто малку повеќе од нас. И практично со тие морални, етички вредности да се поклонуваме, да речеме, на тоа, да бидат тие над нас, но се чини дека во последен период го губиме тоа, ги губиме вредностите, со тоа го губиме и компасот кон животот и живееме во едно, пак не велам сите, да не генерализирам, но се живее во едно, да речеме, бесмислено постоење. И такво бесмислено постоење знае да доведе. Дали може да кажеме дека и депресијата е рак на душата? И тоа како може да биде? Колку таа метастаза на депресија, кога душата боли, верувајте, џабе е целотелесно здравје. Тоа е навистина голема болка. Понекогаш се случувало, нели, пациенти да кажат, верувајте, полесно ќе ми беше да имав рак, иако е тоа навистина тешка, нели, диагноза со цела, нели, свесност, но се чувствуваат толку тешко и мрачно, бесмислено и безнадежно, и има сериозни длабочини каде што може да, или допре таа темнина. Но истовремено како што има темнина, како што може да биде длабока темнината, знае да биде силен и духот, и отпорноста на духот и да се израсне нагоре. Постои третман. Не ни се врзани рацете. Се третира депресијата, се третира и анксиозноста, се третираат и други, нели, промени на психичкото здравје, зависи, нели, од каква етиологија се, но и тоа како постои третман. Првиот чекор е најбитен, тоа е да се дојде на вистинското место. Постојат, нели, тимови на психијатри, психолози на секаде, на цела мрежа, да речем, низ нашата земја. И се радувам што во последно време на некој начин се чувствува таа дестигматизација, кон која што целиме сите, како на Запад, така и кај нас, која што е најчесто поради зголемена свесност за менталното здравје и гледаме, нели, да речеме, понекогаш треба храброст, нели, на индивидуата да си признае прво на себе како се чувствува, за да побара, нели, соодветна помош. Кога чувствува една индивидуа дека и треба помош? Кога има мотив и кога навистина сака да излезе од еден тунел? Личноста може да сака, може и да нема и јасен увид. Но ние за тоа сме социјални битија. Тука е фамилијата, пријателите. Кога некогаш треба, нели, да гледаме и да следиме и доколку на некого се сомневаме дали му треба поддршка, да прашаме. Можеме понекогаш да се изненадиме каков одговор ќе добиеме. Значи, на едно едноставно прашање како си или како се чувствуваш или се случува ли нешто тешко или знам дека се случува нешто тешко, како се чувствуваш околу тоа, да практично поттикнеме помош. Иако се случува, нели, и самата личност да побара помош, бидејќи тоа е еден крик на душата. Ајде да помогнеме. Така, кога зборуваме за депресија, ве кажуваме кои симптоми дека може да се јават луѓето и кај вас, или да се помогне, но на некој начин тие ни психолошки состојби водат и кон други зависности.
Токму ке вас пред стартот на 2025 година имаше пресконференција каде што беше посочено дека ќе се отворат и кабинети против интернет зависност, против коцкање. Да. Колку луѓето се заинтересирани, никогаш нели луѓето се свесни се дека во депресија, но бараат пак нешто материјално за да излезат од тоа. Депресијата може да биде коморбидитет и со зависности и практично зависничкото однесување да биде начин на самомедикација, личноста да на некој начин бара задоволство, нешто да ја подигне, односно да си помогне сама на себе. И да речеме да биде како резултат на депресија или обратно, да се створи депресија после одредено, да речеме, одреден проблем со зависност. Се радувам што во последно време клиниката за психијатрија го одржува чекорот, нели, со современите потреби, со отварање на повеќе кабинети за различни или состојби, кабинет за зависност, нели, и на однесување, но и на супстанции, кабинет за клиничка психотерапија, каде што работат психијатри, психотерапевти, каде што имаме, нели, и психотераписка поддршка од психијатри, кабинет за помош на онколошки заболувања, кабинетот и останатите, нели, кабинети кои што работат подолг период наназад за трудници, за третман со транскранијална магнетна стимулација и така натака. Повеќе се тие кабинети кои што ги работиме. И секако дека се присутноста на проблемите ја јавува, нели, самата појава. Ние одговоривме кон таа, нели, појави, кон тоа барање, бидејќи гледавме секојдневно и онака, нели, јавувања за одредени зависности кои што се јавуваат, кои што не се само зависности, например, на супстанции. Туку се зависности од коцкање, од па и од видеоигри сме имале, значи од коцкање, од порнографија, тоа е многу тешко да се каже и да се признае, но е сериозна зависност. Тие се некои, нели, ги велиме зависности на бихевиорален план, односно на однесување. Како да не доаѓаат? Кажете ми, како да не доаѓаат кога ние на секој чекор практично имаме казина, имаме спортски кладилници, кои што во некои малку по, да речем, организирани земји имаат, нели, законски во кој круг смее да има. А кај нас на 50 метри од средни училишта има неколку казина и неколку спортски облажувалници. Има ли интерес? Дошле ли до сега? Има ли кај некој позитивна насока, иако е рано сега, од декември до март, сигурно треба време? Мислам дека се скоро сите термини пополнети. Значи, за март веќе има интерес, има интерес, бидејќи навистина е нешто што не е малку застапено. Мажи, жени, нема тука веќе поделеност? Порано се сметаше дека, нели, дека зависностите се некако повеќе, нели, машки проблем, но се повеќе гледаме во различен, нели, начин и зависничко однесување кај жени. За разлика од порано, каде што, нели, па и нели, злоупотребата на алкохол и на останати, да речеме, супстанции беше многу поприсутна кај мажите. Во последните години далеко е тоа од точно дека, нели, само мажи може да станат зависни на алкохол. Имаме со сета таа конзумеристичка манипулација која што ја следиме практично, дека, нели, е начин на релаксирање, кога ќе се вратиш од работа, ако ставиш чаша со вино, па тој да се продолжи, така да патем се права таква една манипулација доведува до зголемена консумација на алкохол и до зависност од алкохол. Рековте имате и кабинет за одвикнување од порнографија. Што значи тоа? Тоа е кабинет за различни зависности, значи зависности, дали тука е, да речеме, луѓе што се зависни од како да се изразиме, од сексуални односи, тука спаѓаат и луѓе и педофили, да го ги појасниме, да разликуваме малку. Немам толку информации, до сега дали воопшто има некој. Ја спомнав зависност од порнографија како еден од, нели, оние зависности на однесување кои што може да се третира во тој кабинет. Зошто луѓето се зависни? Затоа што е на светско ниво тоа е еден огромен проблем, за кој што не се збори, најсрамно е, нели, тоа да се каже, но е реално. Значи зависност од порнографија? Значи претирана употреба на порнографски материјали кои што на некој начин доведува до промени на личноста, на однесувањето и до функционирањето на личноста. Дали тие луѓе се, да кажеме, во брак сами? Која е структурата?
комплетно може да биде се да биде во ред, да нема практично никакво нарушување во другите аспекти на личноста, да има проблем со тоа, бидејќи зошто? Затоа што самите порнографски материјали прават едно високо интензивно допаминско доживување, во тој круг, неврален круг на гратификација или на задоволство. И многу е лесно со достапноста на интернет да на некој начин се створи таа зависност кај луѓе кои што немаат проблем во било кој друг домен. Значи, ова го зборувам не од искуство со кабинетот, туку од искуство генерално од знаење, да кажам. Тоа е јавност, веќе факт е дека на светско ниво. Затоа има некој што јас сум немала. Јас кај мене конкретно не сум имала случај со. Мислите дека се сум имала случај, најчесто се случува со проблем. Прво е проблем со либидото во суштина, бидејќи кога имаме зависност од порнографија, има слабост во доживувањето на нормални односи, бидејќи самата интензивност на тие содржини прават да не се доживува толку такво задоволство во нормалните односи. Сето тоа е исценирано, нели, изрежирано и не доликува, нели, на нормалните, да речеме, односи меѓу двајца партнери. Веројатно, ако се присетам наназад, можеби сме имале неколку ситуации, но тоа е, знаете, кај нас се уште сме под јасна стигматизација кон тоа поле и многу често се случува, например, да одат личностите кај уролози и да кажат имам проблем со либидото, но не е постојано, мислам, да може да се доживува, нели, задоволство само при одредена порнографска содржина која што има страшен стимулативен карактер. Да се дојде да се зборува за тоа. Знаете како ова го зборуваме сега вака јавно, бидејќи е еднаква како што е зависноста. Еве од храна. Храната прави исто силно задоволство на тој допамински тој допамински систем на гратификација. Во последните години научниците открија дека во истите неврални кругови, каде што се круговите за задоволство, односно за гратификација, за награда, но и за мотивација, истите кругови и тука е и нели она доживувањето на болка практично. И тој систем сака да одржи хомеостаза, не сака ние постојано да сме во некакво силно задоволство. Ако даваме повеќе, така впрочем се прават и зависностите, зашто тој систем ќе се саморегулира. Како што се зависностите, нели, на супстанци, така и зависностите од зависничко однесување. Исто така и зависност од коцка, нели, на почетокот е силно доживувањето, потоа веќе после одредено време истото личноста го прави истото само колку да не се чувствува толку многу лошо. Еднакво е пред 2-3 дена, кога беше пред 2 дена денот за обезноста, така да. Зборувам и за храната. Скоро 300 килограми најтешкиот човек. Ние сме створени, тој допамински систем има фантастична смисла зошто е створен. Створени сме за да прави задоволство, за да постигнуваме одредени работи за да не одржуваат во живот. Например, да бараме храна, но во период кога сме живееле во скудица, во немаштија, значи кога храната била која уловиш нешто, па ако има, па после 2 дена нема да јадат, па после пак можеби ќе јадат. Значи да доживуваме задоволство од храната кога ја немало храната и да не тера кон тоа. Истовремено и нагонот, нели, за размножување, нели, сексуалниот нагон, да доживуваме задоволство за да се репродуцираме, тоа е смислата биолошки створена. Да доживуваме задоволство за да може да има една репродукција, нели, човештвото да оди понатаму. Не е за да имаме ваква хиперстимулација од храна, например. Храна која што ако е мрсна, солена, со интензивни вкусови, блага, ни прави силно чувство на задоволство. И едно прашање, можете ли да останете само на една коцка чоколадо, например? Тешко. Тешко, зошто? Зашто после првата коцка чоколадо доживувате убаво, например, пораст малку на допамин, но после тоа веднаш паѓа и сакате пак уште една, пак да го доживеете. Тоа е системот на мотивација на задоволство и на мотивација на повторно доживување на тоа задоволство. И така ќе отидат неколку реда чоколадо или неколку баклави, зависи кој што јаде. Така, и докторка, за на крај, како да се мотивираме сами себе да бидеме, да кажеме, не преисрекни, но да бидеме задоволни од себе си, да бидеме задоволни со она што го имаме, но да бидеме мотивирани, да бидеме повеќе од тоа што сме во тој момент. Јас велам секој
секоја промена почнува прво со освестување. Каде сме? Зашто најчесто, кога ќе паднеме, нели, кога ќе ни се случи некој сериозен животен предизвик и си велиме, не бев среќен, а ништо не ми беше, видете сега со што нели се очувам. Како велат, многу желби имаме, се додека не го изгубиме здравјето и потоа имаме само една желба. Повторно да го постигнеме здравјето. Многу е битно освестувањето, да знаеме што имаме и да сме задоволни со тоа. Најчесто среќата или спокојот, јас го кажувам, значи душевен мир и спокој, тоа е нешто бесценето што треба да го имаме. Тоа лежи во ситните нешта. Не лежи во некои крупни постигнувања, кои што знаат да направат некакво задоволство краткотрајно. Најчесто, нели, утринското кафе, со кого ќе го испиете, кој разговор со кого ќе се видите, каде ќе прошетате и каков спокој ќе имате во душата, се тие мали избори што навистина значат. Не знам, купете си некоја убава шолја за кафе, па да прави задоволство, да ве потсетува на таа среќа дека секој ден живи и здрави сме и сме тука, нели, на овој свет и пиеме кафе. Ви благодарам за овој разговор, навистина мислам дека и позитивно ќе влијаеме, но и секако дадовте и одлични совети, а вас, драги гледачи, ви благодариме што бивте вие со нас и ви посакувам среќа и добро здравје.